Така, Ненад, без никакви проблеми ќе го одбележиме овој меѓународен ден во склоп на нашата утренска емисија на лице место, односно денешниот ден 26 јуни, кој што всушност е ден за поддршка на жртвите од тортура, насилно однесување, нечовечко и понижувачко однесување. Нешто повеќе околу самиот ден и која е главната порака која што ја носи овој ден. Ово утро моја денешна гостинка е Фатмире Ајдари, мировен соработник во детската амбасада Мегеш. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и благодарам за и вашето присуство. Напоменав, денес е меѓународен ден, светски ден за поддршка на жртвите од тортура. Која е онаа главна порака која што ја пренесува овој ден на јавноста? Важност на обележување ваквите меѓународни денови е голема, бидејќи се навраќаме уште еднаш на жртвите, кои што тортурата може да биде во различна форма, некогаш е видлива, некогаш е невидлива, но штетата што се прави на жртвата е голема. Заради тоа е важно да ние како општество да видиме и да размислиме за тие што се замолчени, бидејќи целта на тој што ја причинува тортурата е на некој начин да се замолчи жртвата. Па чисто да се навратиме околу нас и да видиме како име на нив и како може да ги поддржиме. Ето тука ќе ве прашам, освен со пружање поддршка со овој ден, со одбележувањето на овој ден, кои се оние други начини за поддршка на жртвите и превенирање на истите од насилство? Најважно е превенирање. Меѓутоа, кога веќе се случило, прво би рекла дека важно е должност е за рехабилитација на жртвите од тортура е на институциите од системот. Меѓутоа, ние како граѓани, како граѓански организации или како обични граѓани и како имаме важна улога, бидејќи, како што реков, ако целта на причинителот на тортурата е да се заќути било одредена жртва или заедница или па општество, наше е да ја подигнеме свеста, да зборуваме отворено за тоа и да се бара начини, во рамките на да се подобрат политиките во однос на оваа прашање со цел да се излезе во пресрет на овие жртви. Веќе кога напоменавме превенирање, со превенирање можам да го поврзам и мировното образование на некој начин. И на некој начин мировното образование се поврзува и со оваа тема. Може ли да појасниме што се подразбира поточно под мировно образование? Така, мировно образование е широк поим кој опфаќа во себе повеќе елементи, а целта е трансформирање на конфликтите на мирен начин. Тука е исто подигање на емпатијата, тука е грижата едни за други со цел да создадеме едно општество во кое што сите би сакале да живееме и ќе живееме подобро. Имаме ли мировно образование кај нас во училиштата? И какво е искуството до сега ако се учи тој вид на образование? Мировното образование се спроведува во рамките на нашата програма веќе е во 14-та година на имплементација и некаде е проширена во повеќе училишта. Резултатите, знаете како, не се сега и одма, тие се долгорочни, треба макотрпна работа, треба посветеност од сите чинители, од учениците, од наставниците, од нас како општество, за да имаме подобрени резултати. Како е имплементирано ова мировно образование во самата настава на учениците? Дали во склоп на класен час, дали како изборен предмет? Во зависност од тоа како наставниците гледаат дека им е поизводливо и покорисно, може некои го изведуваат во склоп на класниот час,
во форма на работилници кои што ја користат методологијата на мировното образование, а може и факултативни активности. Тоа што се става акцент повеќе е и ние нели гледаме што помасовно да се одбележи, да имаме заеднички ден е 21 септември, меѓународниот ден на мирот. Колку сметате дека би направило промена доколку да стане на некој начин, да речеме, задолжителен предмет? Дали би направило промена кај учениците, кај професорите, односно би имало промена во позитивна смисла? Како општество, што ни е задолжително, некако ни е наметнато. Целта е доброволно да се вклучува во ова. И целата програма е темелена во вредности, нели? Кој се наоѓа, кој од наставниците верува во позитивна промена, сака да направи подобра клима за работа, било во училницата, училиштето или во општеството, се вклучува во програмата. Имаме, мислам, во тек на овие 14 години има поминато голем број наставници обуки од целата држава, имплементираат активности и имплементираат работилници или некогаш се случува само во форма на разговор, бидејќи ние често се забораваме да се прашаме меѓу себе, било тоа наставник ученик, нели, да, е важно што ќе ни се пренесе како учење, но поважно е и елементот на колку ќе бидеме емпатични, колку ќе се грижиме едни за други, колку ќе сме одговорни за тоа што го правиме, било тоа во склоп на училиштето, било тоа во склоп на друштвото или во склоп на животната средина. При самиот крај може да напоменеме уште нешто повеќе за модулите кои што се објавени од ваша страна, за модули за мировно образование за во средните училишта кај нас. Така, модулите за мировно образование ги промовиравме пред 2 недели, а поставени се во страната на Министерство за образование и Биро за развој на образованието уште од март оваа година. Целта беше да се даде форма која што е потребна во рамките на институциите на системот на овие, нели, работата што веќе ја прави мировното образование. Тие се достапни во овие страни, се достапни и кај нас во електронска и печатена форма. Вклучени се темите кои што веќе се работат: медиација, ненасилна комуникација, насилство, ненасилство. Чисто секој наставник, професор, професорка која што сака да научи повеќе, може слободно да ги отвори и не е повеќе да научи, него да размисли на начин како тоа може да се реши, бидејќи проблемите се тука. Наше е да бараме креативни начини за тие да ги елиминираме. На добар начин за да се реши самиот проблем, убаво си кажавте. Ве благодарам многу што не пречекавте овде и ето што имавме можност да кажеме нешто повеќе за овој ден на нашите гледачи. Ви благодарам и јас. Се надевам дека со внимание слушавте, со оглед на тоа дека навистина овој ден, денешен, меѓународен ден, е важен, односно меѓународниот ден 26 јуни, ден за поддршка на жртвите од тортура, понижувачко однесување и секаков вид на нечовечко однесување врз самите жртви.